Францускиот производител на автомобили Рено со голема светска премиера ја презентираше на јавноста одлуката да се врати во сегментот на мали, компактни градски автомобили. Сегмент кој го носи името А сегмент и во кој моментно се продаваат само околу 5% од вкупната бројка на автомобили во светски рамки. А својот камбек Рено го најавува со малиот симпатичен Твинго, овој пат во електрична варијанта. Овој легендарен, симпатичен мал автомобил за прв пат беше лансиран пред 35 години во 1992 година. Во меѓувреме се случија многу промени под автомобилското небо, главно поради новите безбедносни и технолошки стандарди. Цените на автомобилите од А и Б сегментот се зближија, па продажбата на малите компактни градски автомобили сериозно опадна. Па сепак, како што изјавуваат во Рено, падот на интересот за автомобилите од А сегментот, во кој пливаат и моделите Toyota Aygo, Fiat 500, Volkswagen Up, не се должи на падот на интересот на потенцијалните клиенти за втор мал автомобил што ќе се управува во урбаниот метеж. Напротив, со новиот Twingo E-Tech Electric, компанијата гледа огромен потенцијал за раст и развој, растегнувајќи го сегментот со нови мини автомобили на струја, кои ќе им испорачаат на клиентите максимална вредност за вложените пари. Новиот Twingo E-Tech Electric го задржува својот лесно препознатлив дизајн, своите модуларни форми и овој пат ќе биде опремен исклучиво со 5 врати кои гарантираат полесен влез и излез од автомобилот. Twingo E-Tech Electric е направен за да биде безшумен, како и целосно зелен, односно пријателски настроен кон воздухот и животната средина. За поголема практичност, задните седишта целосно и лесно се преклопуваат и создаваат убав простор за товарање и носење на багаж. Како прв во својот сегмент опремен е со OpenR Link мултимедиумски систем со вграден Google. LFP батеријата со ранг до 263 км е идеално искомбинирана со електричен мотор со моќност од 60 kW. Во креирањето за експертите од Рено особено значајна била и цената, а истата во базната верзија на Twingo се димензионира под магичната бариера од 20.000 евра. Овој симпатичен мал автомобил ќе се произведува во Ново место, Словенија и ќе започне да се продава следната 2026 година. Италијанскиот производител на атрактивни спортски автомобили Алфа Ромео неодамна го представи својот нов Junior Sport Speciale од моделска година 2026, со што брендот се враќа на традицијата на специјални серии во кои се споени спортските емоции, елеганцијата и напредната технологија. Junior Sport Speciale
е атрактивен спортски компакт кој делумно ги користи и атрактивните материјали и детали употребени и на неодамна презентираниот проект Алфа Ромео Тонале. Ако го погледнеме однадвор, италијанскиот атрактивен дизајн веднаш паѓа во очи, особено поради светлиот црн бодикит, збогатен со сребрени ленти на страничните лајсни и браниците, специјално поставените штитници, 18-инчните алуминиумски тркала во дуален тон и ексклузивниот спорт спечале амблем, кој дополнително ја нагласува неговата уникатност. Во внатрешноста, моделот е опремен со грејење на седиштата, електрично подесување на истите, алкантара навлаки и светло обоени држачи за главата. Истиот овој материјал ги покрива и предната табла, панелите на вратите, а воланот е обложен во кожа и алкантара материјал со контрастно обоени конци на шиењето кои го одразуваат спортскиот карактер на Алфа Ромео. Алфа Ромео Junior Sport Speciale е опремен со системи за асистенција на возачот за автономно возење на ниво 2, во кое покрај другото се вградени и адаптивен темпомат или круз контрол, менеджмент во сообраќајниот метеж, матрикс LED предни светла и навигацијски систем со интегриран TSI. Моделот е опремен со задна камера со 180 степени, како и со паркинг сензори кои покриваат површина од 360 степени. Дополнително вграден е и систем за безконтактно отварање на задната хауба, безжично полнење на паметен телефон, ретровизори кои се склопуваат електрично и кои имаат вградено детектор на објект во мртвата точка, како и специјален аудио систем со 6 звучници, кои имаат преден и заден USB порт. На барање на клиентите, автомобилот може да се добие и со сончев покрив. Што се однесува до моторите, Sport Speciale е опремен со хибриден мотор со 145 коњски сили и погон на предните тркала. Како втора опција се издвојува хибрид со погон на сите тркала и моќност од 145 коњски сили, а тука е и 100% електричниот мотор со моќност од 156 коњски сили. Цената на специјалниот модел од Алфа Ромео почнува од околу 39.900 евра. Само една година откако дојде во Ауди, Масимо Фрашела, главниот креативен директор на компанијата, воведе сосема нова креативна филозофија за германскиот бренд со 4 прстени на предната хауба. За таа цел на специјален настан во Милано, а подоцна и на саемот во Минхен, се појави новиот концепт C. Според Фрашела, концепт C е крик за активирање на целата енергија во компанијата, со која брендот од Инголштад повторно ќе стане препознатлив, посебен и уникатен. Медиумите веќе побрзаа да објават дека вака од прилика треба да изгледа новиот наследник на легендарниот модел Audi TT. Според Фрашела, кој инаку е огромен влюбеник во популарниот TT-ец,
Новиот концепт на Audi ја наследува филозофијата токму на ТТ. Тој треба да понуди јасност, едноставност, да ја пренесе пораката дека не мора да викнеш за да те чујат. Ви треба само јасност, чистина и храброст да одиш до крај. Впрочем, не беше случајно што концептот во Милано се појави под банерот на кој пишуваше страст за јасност, страст за чистина. Тој уште додаде дека Audi концепт C представува порака, а пораката гласи дека компанијата оди радикално кон следниот чекор и дека се работи за концепт кој нуди јасна, скулптурална форма со силно чувство на цврстина. Сакаме да му дадеме форма на брендот кој ќе биде способен да инспирира страст и да креира културален импакт, изјави Фрашела. За новиот концепт C се огласи и Жерно Долнер, генералниот директор на Audi, чија изјава можете да ја слушнете во продолжение. Audi has always been a pioneering brand, questioning the status quo and taking daring steps. The combination of cutting-edge technology and design has always been a success story. Think of the TT, and now it's time for the next big step. In a world that is becoming overly complex, our answer is clarity. This is the essence of the new Audi design philosophy. I'm happy that the Concept C is a preview of a real production car, a car that we will see on the roads. The vertical frame is the center element in the front. The car has an innovative roof concept that open or close always embodies our design language. Technology is close, but never dominant. The new design is a next big step in the renewal of Audi as a company. In the way we design our car, we will also shape our organization with clarity. With that clarity, we will gain speed and we will address the challenges of the market. We renewed our complete product portfolio with 20 new models in the past 2 years. New ICE cars, new plug-in hybrids, new battery electric vehicles, and the battery electric vehicles are benchmarked with 800-volt technology, ultra-fast charging, and ranges of up to 750 kilometers. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Up in the middle of the night, open my eyes, set my own mind, dreaming you. Well, all my dreams are sweet when I lay me down to sleep, not dreaming you. All my dreams are sweet when I lay me down to sleep, not dream of you.
knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head, believe it if you want to. Компанијата за автомобили од Чешка, Шкода, на сајмот за автомобили во Минхен овој септември, на своите фанови и на светската автомобилска јавност и го представи својот нов концептен модел под името Vision O. Новиот концепт, кој треба да ја отслика новата дизајнерска патека на брендот, доаѓа во многу значајна година за Шкода, на незиниот ни помалку ни повеќе, туку 130 годишен јубилеј. Како што изјавија официјалните представници на Шкода во Минхен, новиот концепт O ја представува иднината, визијата за тоа како ќе изгледа комби или кај нас одомакинетиот термин караван верзијата на моделите од Чешка. На прашањето зошто Шкода направила ваков потек и сосема новиот дизајнерски јазик го преточува во караванска изведба, во Шкода едноставно ќе изјават: го правиме ова, бидејќи имаме 3,6 милиони причини за тоа. Тоа е бројката на каравански примероци на Суперб или Октавија кои досега се купени во рамки на брендот. И како што велат таму, од 2016 година Шкода води во сегментот комби во Европа. И за овие клиенти Шкода чувствува обврска да ја зачува традицијата и да ја подигне на уште повисоко ниво, во секој поглед. Во поглед на дизајнот, технологијата, функционалноста, безбедноста. При тоа, луѓето од Шкода велат дека во комплетниот развој на новиот Vision O концепт, кој треба да ја отслика формата на новиот дизајнерски јазик, за тоа како караванските автомобили на Шкода ќе изгледаат во иднината, е работено целосно од перспектива на клиентите. Дизајнот е минималистички, а најмногу време и енергија е инвестирано во тоа да се прилагодат операциите и возењето на потребите и желбите на возачот. Како и во неколку други брендови, новите дизајнерски потези и кај Vision O се стремат во светот на комплексности во кој живееме да внесат јасност, чистина и едноставност. Надворешните линии на моделот се едноставни, без многу детали. На предниот дел од возилото е поставен елементот Tech Deck, кој веќе е внесен во моделот Шкода Elroq
и во чија средина е поставено и осветленото лого на Шкода. Во задниот дел, кој треба да доминира кај карванските комби изведби, просторот за товарање има 650 литри волумен, што се постигнува пред се со изфрлениот заден дел, за да се добие екстра товарен простор. Интересно е што вратите на концептот се отвараат во спротивни насоки, што им дава на возачот, совозачот и патниците на задната клупа исклучително лесен пристап во возилото. Vision O треба да биде вашата продолжена дневна соба, вашиот личен асистент и секојдневен сопатник. Од најзначајните елементи кај концептот, клиентите ќе добијат нов хоризонт дисплеј, кој како екран во форма на дигитална хоризонтална лента се протега од столб до столб и е во видното поле на возачот и совозачот, и во која се позиционирани неколку виджети, кои се контролираат преку команди на воланот. Во централниот дел сепак останува вертикално поставениот мултимедиумски дисплеј со екран чувствителен на допир, во кој се вградени повеќе апликации поврзани со мобилните телефони, навигацијата и други корисни алатки, кои повторно имаат задача да го направат возењето уште поинтересно. Во интериерот впечатлив е и природниот биосветлосен систем, кој светлината во интериерот ја прилагодува на амбиенталната светлина надвор. Очекувано, возачите добиваат асистент од светот на вештачката интелигенција, кој заедно со возачот ќе ги планира рутите, ќе ги адаптира на личните афинитети на возачот, ќе споделува важни информации за случувањата и битните точки по патот и многу повеќе од тоа. И сето тоа е направено и внесено за да се подобри комфорот и удобноста на возачот. При тоа, како и во останатите европски компании, особено е внимавано на животната средина и голем дел од елементите во структурата на Vision O се направени од рециклирани материјали, без при тоа да се прави ни најмал компромис со квалитетот. Јапонскиот производител на автомобили Mazda за време на сајмот за мобилност кој се одржа на домашно тло во Јапонија, на својата официјална пресконференција прикажа два модели кои го носат зборот визија во своето име. Се работи за два автомобили кои се креирани во дизајнерската лабораторија на овој исклучително благороден бренд и кои треба да ја навестат иднината или визијата за правецот во кој ќе се движат идните технолошки и дизајнерски процеси во Mazda. Првиот од двата концепти е моделот Mazda Vision X Coupe, при што буквата X треба да се чита како крос. Се работи за кросовер купе, кој е основното дизајнерско мото на Mazda, Kodo Soul of Motion, или во превод Kodo душа на движењето, го издигнува на уште повисоко ниво. Опремен е со плагин хибриден систем кој интегрира вртлив турбомотор со два ротори со мотор и батеријата.
Максималната моќност која ја испорачува системот е 510 коински сили, а со едно полнење се нуди ранг од 160 км или комбинирано заедно со хибридниот мотор до 800 км. Во поглед на димензиите, Mazda Vision Cross Coupe е долг 5050 мм, широк 1995 мм, висок 1480 мм и со меѓуоскино растојание од 3080 мм. Од друга страна, Mazda Vision X или Vision Cross Compact, како што велат во Mazda, е концептен модел кој има за работна задача да ја продлабочи врската помеѓу луѓето и автомобилите, преку фузирање на човечкиот дигитален модел со емпатичната вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција е дизајнирана за да биде не алатка, туку близок сопатник, со кој можете да разговарате природно, кој може да ви сугерира дестинации, дополнително да ви го приближи и олесни светот на мобилноста. Овде се крие и визијата на Mazda, да се направи нова визија во која луѓето и автомобилите ќе започнат да градат и развиваат емоционална врска и ќе може да се поврзат на повисоко ниво и да изградат пријателски релации. Во тој контекст, председателот на Mazda, Масахиро Мори, на пресконференцијата изјави дека брендот својата основна парола и филозофија The Joy of Driving, или во превод забавата да се вози, ја еволуираат на повисоко ниво и врз база на новата филозофија, радикално човечки, ќе се стремат да ја трансформираат во нова филозофија која гласи Joy of Living, или во превод забава да се живее. Покрај забавата, динамиката, перформансите, во Mazda потенцираат дека исклучително важна компонента на нивниот понатамошен развој останува заштитата на животната средина и воздух. Во поглед на димензиите, новиот концептен модел Mazda Vision Cross Compact е долг 3825 мм, широк 1795 мм, висок е 1470 мм и има меѓуоскино растојание од 2515 мм. На истата пресконференција во Јапонија на јавноста и беше презентиран и исклучително важниот за брендот SUV модел, кој веќе прокнижи повеќе од 4,5 милиони примероци во светот. Се работи за Mazda CX-5, кој веќе го презентиравме во претходните емисии. Let's go.